Бугарија, мислам дури дека во известна смисла намерно ги користи тие наративи, посебно во однос на нашето југословенско минато, на митот за Тито кој постои овде. Јас мислам дека намерно ги пласира овде со цел првин да ја на известен начин насочи својата јавност. Кога зборувам Бугарија, јас мислам на јавните медиуми. Јас ретко кој политичар сум слушнал да дава некакви такви изјави, освен екстремните десни политичари во Бугарија. Тоа го прават медиумите со цел да ја одредни медиуми, јавноста во Бугарија да ја се уште држат во една таква атмосфера, со такви информации, дека во Македонија се уште ние не сме излезени од нашата југословенска носталгија. И второ, мислам дека тие прават дури контра ефект од она што би сакале да го постигнат. Овде кај нас несомнено чувството за тоа југословенско време, за Тито се уште е присутно, но тоа е присутно веќе кај генерациите кои живеа во тоа време, кои се уште нели се физички присутни. Но кај младите генерации мислам дека не постои никакво позитивно чувство, носталгија за таа Југославија, освен што сега српското влијание е присутно во Македонија, тоа мора да се каже преку и медиумите, и преку филми, преку музика посебно, преку спорт исто така. Но не мислам дека тие условно кажано симпатии македонски кон Србија се резултат на тоа што Бугарија го пишува во медиумите. Всушност и самата комисија беше направена да се сменат историските наративи, посебно во учебниците по историја. Таа беше основната идеја и таа, јас и сега ќе кажам, не е лоша идеја. Да се променат наративите во однос на Македонија во бугарските учебници и на Бугарија во македонските учебници. Но оние наративи кои создаваат најголеми проблеми и најголемите недоразбирања што постојат во тие два историски наративи. Не генерално да се менуваат учебниците и тамо и вамо. Меѓутоа, како тргна на работата на комисијата, дојде едно агресивно, би рекол, мешање од страна на политиката во Бугарија, во работата на комисијата, со изјавите и на премиери, и на председатели, и на министри за надворешни работи, и веќе стана јасно дека Бугарија, бугарската политика во тоа време, ќе ја користи историјата како алатка да направи притисок врз преговорите што требаше да ги започне Македонија. Тие пристапни преговори на Македонија со Бугарија да ги оценува со историски некакви компромиси и како одминуваше работата на комисијата, како се заоструваа повеќе и односите меѓу Бугарија и Македонија, а главна тема беше токму историјата и идентитетските прашања, така и тоа стануваше повидливо дека Бугарија ќе настојува преку историската комисија да направи што поголеми измени овде во историскиот наратив, и тоа ни стана јасно и на нас, и затоа дури ние единствените резултати ги постигнавме 2019 година и ги објавивме оние што се објавени предлози за учебниците по историја и заеднички славења на едно универзално ниво на Кирил и Методи, Свети Климент, Свети Наум. И тука застана работата на комисијата. Затоа што видовме дека навистина има силно политичко влијание и за таа комисија во Бугарија стои една политичка идеја на неколку партии што сакат тоа да го направат. По мене митот за Македонија во Бугарија е голем. Бугарија влезе во 2 светски војни заради Македонија. Бугарија пропушти шанси да има делови од денешна Источна Грција
односно териториите на Тракија и на Македонија, кои денес се во Грција, испушти шанса да бидат дел од бугарската држава после Балканските војни, со цел оваа Македонија, територијата на Вардарска Македонија да биде неизина. И мислам дека тој мит се уште постои во Бугарија, дека Македонија е бугарска земја, дека ова население овде до 45-та година беше бугарско население, и ќе се осмелам да кажам дека дури во еден момент, ако дозволат меѓународните прилики, политиката, овие драматични промени кои се случуваат сега во односите на највлијателните политички сили, ако го дозволат тоа, ќе се осмелам да кажам, ќе повторам, дека Бугарија би го направила истото. И затоа мислам оти таму се негува тој мит кон минатото за припадноста на Македонија кон Бугарија, но тој мит е пренесен и во современоста сега. И тоа е она кое јас не можам да го разберам, да го сватам во однос на бугарската политика. Ворете за минатото да се има такви митови, сите држави имаат. Меѓутоа, мислам дека постои една граница до каде може со тој мит да се оди. За жал, тој мит во Бугарија живее и се негува и денес, и во наставата по историја, и во историографијата, и во политиката, во современието. И позади сето тоа мислам дека стои таа нивна, не би рекол порака, но се уште прикриена една желба за овој простор и за Македонија, за македонскиот народ. Постојано постојат такви и изјави и обиди, дури порано имаше, сега веќе нема на оваа територија да се слават одредени личности важни за тој бугарски наратив. И тоа покажува дека тие сакаат и преку здруженијата кои ги формираат овде, дека сакаат тоа да го постигнат. И јас мора да кажам, нека постојат здруженија, нека има, како што треба да има и во Македонија, во Бугарија Македонија здруженија, но со почитување на оваа држава, на овој народ, на овој систем кој е воспоставен овде во оваа држава, само така ќе може да се направат некакви коректни односи меѓу двете држави. Јас неколку пати изјавив дека комисијата треба да биде замрзната, работата на комисијата суспендирана за известно време и да се посветат, доколку постои добра волја, се разбира, Бугарија и Македонија, на други полиња, на култура, на економија, на спорт, на туризам, да се релаксираат односите и дури потоа да се вратиме да зборуваме повторно за историјата. Вие гледате комисијата веќе од 24 септември, апсолутно нема никакви ниту изјави од страна на политичарите во Бугарија, посебно ниту кај нас, ниту членовите на комисијата и таму и ваму излегуваат по јавности, ниту медиумите се интересираат за тоа. И мислам дека во овој момент апсолутно е ирелевантна работата на комисијата. Но, пак ќе кажам, во одреден момент, кога тоа ќе им притреба на некои политички елити овде или во Бугарија, може во секој момент да биде извадена на површина работата на комисијата со одредено прашање, кое ќе биде сето тоа убаво спакувано, во зависност од тоа што сака да се постигне, и историјата и комисијата повторно ќе бидат инструментализирани како алатка на политиката во вакви услови. Затоа викам, повторно треба Бугарија и Македонија да седнат, доколку сакаат коректни односи, да ги подобрат сите добри односи на многу други нивоа и дури отпосле да се зборува за историјата. Има што да се зборува, не дека нема, но не во вакви услови, не во ваква атмосфера.